46-годишниот Радовишанец Дж.Ш. до смрт го претепал својот 8-годишен син, кој заедно со своето братче 5 месеци живееле во оваа куќерка во ромското мало. На тој начин, што со дрвен предмет му нанел повреда во пределот на градниот кош и со тупаница во пределот на лицето, главата, при што по нанесените повреди настапила смрт. Откако увидел дека неговиот син им подлегнал на повредите, заедно со другиот малолетен син и неговиот брат го однеле во итната медицинска помош во Радовиш, каде од страна на лекар била констатирана смрт. Таткото е приведен од страна на полицијата, а при распитот тврдел дека момчето не било тепано, туку паднало од стрмниот рид. Зенија Исмаилова, мајката на убиеното момче, не живеела со своите деца, бидејќи 2,5 години е разведена од 46-годишниот Дж.Ш. Дали е физичко, дали е од самото себе, како што кажат дето паднало, нека е отпаднато, да не е физичко. Јас тоа го викам пак. Ама ако е дето тепано, малтретирано, јас го кажав тоа и на полица, јас сум очнип. Јас кажав и на тоа. Ако е малтретирано, ако го тепал таткој, јас кажа и полицијата. Они како знаат, така нека прават, а да го пуштат, не. По извршената обдукција врз 8-годишното момче во Институтот за судска медицина, констатирано е дека смртта настапила поради насилство. Против таткото е поднесена кривична пријава за убиство. Радовишани вела дека починатото момче и неговиот помал брат секоја сабота ги гледале како питачат во градскиот пазар, а нивниот татко воопшто не се грижал за нив.